Како се прави успешна долгорочна заедничка активност? Долгорочните активности каде учениците редовно се сретнуваат и заеднички работат на одреден продукт, се секогаш поефективни од краткорочните. Во ваквите активности учениците имаат можност подобро да се запознаат, да учат еден за друг и да изградат заемна доверба. Како би изгледале фазите на една долгорочна креативна работилница? Фаза 1. Наставниците организираат активности каде учениците од мешаната група можат подобро да се запознаат меѓу себе. Љулета, Марко, Лила, Весна, Дритон и Осман имаат повеќе средби каде играат игри и имаат групни дискусии за зближување, тимска работа и градење доверба. Фаза 2. Откако малку подобро ќе се запознаат, тие добиваат задача да изработат видео за влијанието на технологијата врз животот на младите. На првите две средби, тие го договараат концептот на видеото и развиваат акционен план. Договорот за првата недела е следен. Марко, Лила и Дритон ќе извршат истражување на интернет, а Љулета, Весна и Осман ќе бидат одговорни за закажување интервјуа. Фаза 3. Во следните неколку недели тие имаат заеднички средби еднаш неделно. Еднаш снимаат изјави од нивните соученици. Потоа имаат интервју со експерт за социјални медиуми, а еднаш одат во старата чаршија за да ги сликаат младите кои си чепкаат во своите телефони додека седат на кафе со друштвото. На крај, самите си седнуваат на сок во чаршијата додека ги сумираат впечатоците од денот. Фаза 4. Доаѓа време за монтирање на видеото. Неколку пати се сретнуваат во кабинетот по информатика, потоа работат дома кај Осман и Весна, а кога веќе се таму и гледаат заедно еден добар филм. Фаза 5. И после 3 месеци видеото е готово и спремно за презентација. Изработено е на јазиците кои се користат во заедницата. Тимот го презентира на јавен настан пред целата заедница, а потоа сите заедно излегуваат да прослават. Таман во исто време го прославуваат и роденденот на Љулета. Резултат: ученици кои се почитуваат меѓусебно, кои се дружат и надвор од училиштето и кои еднакво ги ценат и своите сличности и своите разлики. Заедничка соработка и меѓусебна почит. Тоа е меѓуетничка интеграција.